Добре дојде во студио за моите гости Славчо Димитров, активист од коалицијата на маргинализирани заедници, и Едмонд Адеми, СДСМ. Говориме за повод, се разбира дека треба да е декларацијата, вчерашната декларација подпишана од четворицата лидери, но прилично е нејасно што всушност е подпишано. Што следува како краен рок е веќе нотиран 29 јуни. Што ќе се случи на 29 јуни? Ништо од тоа што е подпишано и што е декларирано, објавено во јавноста, некако како да е прилично нејасно. Па не, мислам дека соопштението кое беше испратено од страна на Европската унија после таа средба со лидерите, мислам дека онаа средба едночасовна која беше на сите четворица лидери, вчерашната, да. Секако. Тука им беше, предпоставам, главните точки презентирани на извештајот на Райнхард Прибе околу ситуацијата и она што треба да се направи во наредниот период и од она што кога ќе се чита извештајот ќе види дека бара ургентна адресирање, urgent address, на сите оние прашања од прислушувањата, каде што апсолутно јасно и гласно се кажува кој е кривецот во приказната, значи нема странски служби, нема никакви, туку тоа е во УБК и функционерите, злоупотребата на власта по сите нивоа, тука кажува многу јасно е, околу слободата на медиумите, околу реформите во судската, затоа што тој експертски тим кој бил на 3 пати, согласно извештајот кој го чита, они биле на 3 пати од април до крај на мај, на 3 пати биле. Не се темели само врз бомбите на не се темели, туку и разговори со луѓето во разни институции и во државната администрација, вклучително и луѓе од Управата за безбедност и контраразузнавање, јавното обвинителство, Академијата за судите, невладините организации, медиумите, така да бомбите се основата, меѓутоа тие тој извештај и плод на разговорите што тој експертски тим со големо искуство го спровел и низ разговор со разни категории од разни фели луѓе. Но и реалната состојба. И реалната состојба, не ни треба, мислам, да. Так. Славчо Димитров, кој е вашиот првичен коментар за подпишувањето на декларацијата? Сметате ли дека е добра поидовна точка за да си пружат рака лидерите и за да започне некаква брза, ургентна реформа, која се чини дека е невозможна, она што го бара Брисел, но сепак? Добро, мене ми е проблематична таа формулација да си пружат рака лидерите, бидејќи ситуацијата... Но тие се седнати, се извинувам, седнати се на маса и како рамноправни партнери учествуваат. Тие се ставени да седнат на маса. Принудени, поради тоа што ситуацијата е таква каква што е и не нужна е надворешна страна позиција за да го реши овој конфликт или оваа криза која што постои, меѓутоа останува фактот дека овде не седат две рамноправни страни, односно на масата седат од едната страна злосторници и криминалци, кои што се ставени, односно им е дадена можност да преговараат, божем се, некакви демократи. Така да, мене ми е комплетно нелогично и ми е луда целата ситуација во која што треба лидерите, односно Заев, да си подаде рака со останатите кои што знаеме што е она што треба го добијат. Што треба Заев во таков случај да... Заев е ставен во ситуација и тој досега ги води релативно добро во моја проценка сите чекори. Кога велам добро, мислам прецена неговата решителност и одлучноста во една вака тешка ситуација. Таа одлучност се виде на многу нивоа, од водењето на внатрешно ниво на целиот процес до разговорите, односно начинот на кој што го води тој преговорот со европските представници. Но не и со актерите, односно клучниот актер кој ја генерира кризата, Груевски. Сметате дека не требаше да седне на преговарачката маса? Доколку се вратиме сега назад, мојата позиција е дека да, апсолутно Заев не требаше да седне на маса со Груевски. Меѓутоа тоа не е прашање само кое што го одлучува Заев. И не е Македонија изолирана. Ситуацијата е таква каква што е. И сметам дека до сега добро е менаџиран. Не сум оптимист целосно, ќе видиме што ќе понуди иднината и тоа
е повторно евидентно од оваа декларација која што беше подпишана после експертскиот, така наречениот експертски извештај. Па јас гледаме повторно една дупка, една порија во тој извештај. Од една страна вие имате констатации, утврдување на ситуацијата која што вам најбуквално ви кажува, вие немате најбрутално ви кажува дека вие немате држава, или да не бидам толку радикален, вие немате апсолутно демократска држава. Бидејќи нивните увиди констатации покажуваат дека комплетно сите институции, столбови на државата се урнисани и се земени под закрила на роднинската мафија. И тоа е многу јасно нотирано и во извештајот. Тие роднински врски се јасно посочени дури и во извештајот. Значи тоа е тежок шамар врз Груевски. Она што е проблематично, јас не би толку екскламирал околу тој извештај, тоа се работи кои што и опозицијата и локалниве експерти, аналитичари го посочија веќе уште во претходни месеци. Меѓутоа, оному каде што ја гледам таа дупка која што настанува е во делот на препораките кои што произлегуваат. Мене препораките во експертскиот извештај ми звучат многу повеќе на wishful thinking, на препораки на држава која што они констатираат дека е комплетно урнисана, како да сме вратени 24 години назад. Буквално на тоа наликува извештајот и ви кажуваат сега со тие препораки што е тоа што треба да се направи за да се врати во некаков колосек државата. Меѓутоа, ниедна од тие препораки, и добро, они се оградуваат до самиот почеток на извештајот, од тоа, меѓутоа, ниедна од препораките не дава јасен указ за тоа кој е најконкретниот чекор и кој ќе го спроведи тоа враќање на државата во нормален тек, посебно она што сметам дека и што ми е најпроблематично е, например, отсуството повторно, после сите овие од 2 јуни до сега, отсуството на јасен указ дека јавниот обвинител, овој кој што е сега, мора подитно да се замине, во спротивно, нити една од тие препораки е невозможно да биде исполнета. Да, добро. Значи, околу тоа кој ќе ги спроведе препораките. Клучната нејаснотија за која е ставен подпис, и сушност и претходниот договор имаше ставено некаков подпис, а не беше јасно кој ќе биде во таа приодна влада. Значи, договорот од 2 јуни и извештајот на Прибе се два различни процеси кои меѓу себе се интегрираат. Прибе, извештајот на Прибе е експертски извештај со сите нотирани забелешки, нерегуларности, злоупотреби и сето тоа. Од друга страна имате договор од 2 јуни кој нели треба да каде што стои тамо дека организирање на влада која ќе ги спроведе не само изборите како такво, туку и ова сега што како резултат од експертската посета на Македонија, односно извештајот на Прибе. Практично извештајот на Прибе е анекс, ја бар така на тоа гледам, анекс на комплетната... Јасно, но кој ќе биде, на кој начин ќе се договори таа преодна влада? За тие нејасноти говори Димитар. Не е само проблемот ива во договарањето на преодна влада, бидејќи многу други институции се овде вклучени. Добро, истото се однесува и на забелешките и констатациите што ги имаат за медиумите. Да. Препораките едноставно на вас ништо не ви кажуваат, освен кои се постапките за класично по теорија за демократизација на медиумите. Меѓутоа, нотирано е за МТВ нормално, меѓутоа, кога тоа треба да се направи, до кога? Дајте рок да видиме. Но и МТВ не е единствениот. Вие добивате впечаток дека некои од тие корекции можеби ќе треба да се прават за 2 години, за 3 години и така натаму. Значи затоа велам, значи тој договор на Прибе, ја го гледам како анекс на генералниот договор кој што би требало, ако се дојде до тој договор на 29 јуни, онака како што беше вчера договорено. Значи, во рамките на тие преговори кои треба да се заклучат на 29, ако се успешни како такви, тука ќе се направи тој action plan што се вика со дедлайни, со спасителни елементи и во однос на јавниот обвинител кога треба да си оди, односно изборот на новиот јавен обвинител, реформите во МТВ, државната изборна комисија,
антикорупцијската комисија. Значи сите се тие сега нотирани како такви. А Да. дел е од преговорите каде што ќе се направи конкретен детален action plan со датуми, со дедлайни. Добро, не е јасно. Тогаш ли ќе биде договорена и ќе биде договорен и тој акцијски план и таа преодна влада? На 29 јуни ли ќе биде тоа договарано? Или во тој меѓу период ќе има некакви средби? Значи 29 јуни е оставен како дедлайн до каде што би требало да се заклучи приказната во смисол позитивно, значи имаме договор или немаме договор. Се разбира дека измеѓу вчера, односно денеска па до 29 јуни, предпоставам по разни дипломатски канали ќе се работи во припрема во драфтот, во припрема на тој драфт на action plan со конкретни датуми на реализација на сето она што овој извештај. Заев не отстапува ли од барањето ставот Груевски да не ја предводи таа влада? Апсолутно, ние стоиме и понатаму на ставот. На кој начин ќе биде тогаш натеран Груевски? Видите, после све ова... Знаете зошто се извинувам, ве прашувам. Ден пред подпишување на декларацијата, Никола Груевски даде големо интервју за германски Ди Пресе, каде што јасно кажа дека народот, граѓаните се тие што го бираат лидерот, односно оној кој победува, кој ќе биде власт и опозиција, одлучува народот. Кажа дека слободата на медиумите не е во прашање, не треба да се става под прашање во Македонија, слично говореше и за судството, независност. Значи, тоа што он говорел во Ди Пресе, ден после тоа го имате Прибе, кој е скроз обратно од тоа што он го збори. Во наредните денови се сомневате дека Груевски ќе продолжи со слична реторика? Значи, да завршам, значи, тоа што го кажува извештајот на Прибе е скроз обратно од она што он го збори како политичар. Он да беше нормален политичар, точно е дека народот ви го дава правото да ја водите државата, ама народот не ти дава право да крадеш, да бидеш корумпиран, да апсиш луѓе, да рушиш институции на системот, да затвараш медиуми, да затвараш новинари. Тоа право не ти го дава народот. Бомбите Никола Груевски го делегитимира во тој правец. Он може би ја добил доверба така. Изборната волја се види и во бомбите на прислушкување. И како ги добил. Така да он може да збори што сака. Но како токму заради тоа велите може да збори, тој зборува, се разбира што сака. Он тврдеш, ако се сеќавате да биде натеран да излезе од таа влада. Ако се сеќавате, он велеше нема предвремени избори. Не преговараме за преодна влада, техничка или каква и да е. Не преговарам со Заев поради истите причини. Денеска имаме една поинаква слика. За бомбите дека се делно на странски служби. Така да, пазите дека чекор по чекор тој отстапува, ретерира од сите ставови. Имате човек кој е длабоко навлезен во криминал и корупција. Тоа е Никола Груевски со луѓето околу него. Не очекувате сигурно дека еден таков човек, кој е вмешан во сето тоа што го слушавме во изминатиот период и што го констатира последниот извештај. За неколку месеци дека ќе замине мирно и дека одеднаш ке рече, окей, дечки, да, јас сум крив, рацете носите ме кај што треба. Да слушнеме Славчо Димитров за ова прашање ставот. Јас имам многу голем проблем со тој оптимизам, кој што циркулира и од голем дел на аналитичари дека Груевски е готов, Груевски заминува, дали само полека или не, си го обработува своето гласачко тело, не може нели како император да замине тек така и да падне, мора тоа да го прави бавно. Меѓутоа мислам дека тука има клучна голема грешка правиме ако се возиме со тој оптимизам, поради тоа што тоа значи дека не сме научиле со кој имаме работа. Овој човек е спремен до крв да оди за да ја одржи сопствената позиција. И јас не сум сигурен дека ќе замине на 29 не, за тоа немам воопшто оптимизам, можеби грешам, меѓутоа немам и тоа можеби добро бидејќи на тој начин повторно ќе се радикализира ситуацијата на отпор што сметам дека е нужно. Пасивизиран прилично тој отпор. Кој што е. И за тоа има многу фактори, сега тоа ако сакате го отвараме можеме да го дискутираме како прашање, меѓутоа е пасивизиран отпорот бидејќи се води сега на друг начин
целиот процес. Меѓутоа, мислам дека мора да бидеме многу внимателни и со широм отворени очи да го следиме целиот процес и времето кое што ни предстои, бидејќи овој човек нема да замине тек така од својата позиција. И другиот проблем е дека и да замине Груевски сега, што ни на нас гарантира дека овој човек со врхушката околу него кој гледаме што све правили, на што се све спремни, што ни гарантира дека ако он сега се тргне дали 3 или 6 месеци пред тие договорени избори, дека што ни на нас гарантира дека тој човек со сите пари, сето богатство кое што го имаат стегнато преку опустошувањето на Македонија, со целата мафија која што држи и сите луѓе, голем дел од граѓаните кои што живеат се уште под страв, поклонети, поклопени пред нивната мрачна рака и сила, дека што ни гарантира дека он нема и во тој период да оперира, да не зборам за целиот институционален контекст како што е поставен. Така да, јас сум многу предпазлив со тој оптимизам, бидејќи ние почнавме со оптимизмот и многу порано, кога почнаа протестите, меѓутоа се покажа дека работите нема да идат така гладко. Мислам дека тука е нужно опозицијата и лидерот на опозицијата кои досега решително да стојат на собствените барања. Тие приказки, например, од Али Ахмети и од овие нивните послушници као Чилиманов, сега го слушам и така натаму, кои што тврдат дека имале максималистички барања од опозицијата, се приказки за мали деца. Тука нема максималистички барања, тука има принципиелни барања од кои што нема отстапување. И е нужно да остане опозицијата на тие барања, а граѓанскиот дел и секторот, односно граѓаните, е нужно, ако не успеа, веројатно нема да успеат на 29 тие преговори, да се продолжи со радикализирање на отпорот, за да се даде до знаење на човекот кој што тврди дека тоа биле 50 на луѓе од Струмица кои што доаѓале од администрацијата, и протестирале. Да. Значи, што ако Славчо Димитров го поставува тоа прашање, што ако Груевски не се согласи на овие барања? Кој е планот Б на опозицијата? 29 јуни преговорите пропаѓаат. Значи, што потоа? Што потоа? Значи, 29 јуни е, како што рековме, денот каде што би требало, доколку се договориме, доколку пропаднат преговорите, апсолутно дека опозицијата и во изминатиот период и во периодот сега што следува разработува чекори и планови за што после 29 јуни. Меѓутоа ќе ми дозволите, не би можел сега конкретно да ги овде објавам како што имате ли договорено тие конкретни потези и чекори со граѓанските организации и движења, чија моќ всушност ја црпите и од нив? Мислам дека до сега од она што го знам како информации, дека имало неколку координации средби помеѓу луѓето од граѓаните за Македонија, граѓанските организации кои се дел од таа коалиција и ЗАЕФ, и дека тука разговарано од сите аспекти и елементи и што доколку успеа, што доколку сценарија, така да мислам дека да почекаме до 29-ти, па после тоа мислам дека во зависност од исходот на тој фамозен 29 јуни ќе видиме, ќе применеме една или друга тактика во однос на како беше најавувана радикализација на отпорот која исклучува, се разбира, крв, како што велите, дека Груевски нема така лесно да се замине без крв. Можно ли е сепак тоа да се случи? Некакво, говорам за мрачно, темно сценарио да се случи, повикувајќи се на вашата видите, ние веќе ни се случија така неколку помрачувања, да не заборавиме дека и она што беше на 5 мај, во тој така наречен судир со полицијата, во кој што полицијата нормално примени бруталност од невидени размери, па потоа бевме ставени сите во позиција да се поклонуваме како пред некои жртви на полицијата, а при тоа сите заборавија дека они влагаа брутално и како животни тепаа и напаѓаа студенти во Браќа Миладиновци и по зградите кои што беа околу улиците каде што беше протестот. Се случи тоа и со тепањето на новинари, на активисти, со смртните закани кои што секојдневно доаѓаат. Веќе има крв, има жртви, тоа да не го заборавиме, само ради тоа и намерно го нагласувам. А дека е можно тоа да се радикализира, доколку се радикализираат и протестите и судирите,
Тоа е секогаш опција која што е можна, посебно повторно ќе нагласам, ако не заборавите, а не смеете да заборавите со кој овде ние си имаме работа. Добро, во целава оваа приказна не е јасно, Заев инсистира на излекување на Груевски, но дали инсистира и на останатите политички актери, односно министри во владата, кои се дел од практично од говорам за коалицијската влада и се актери не, апсолутно, ја мислам дека Заев апсолутно, пошто мислам дека Заев и во еден од интервјуата за некои од телевизиите многу јасно кажа дека сите инкриминирани министри кои се дел од актуелната влада нема да можат да бидат дел од нема место во таа преводна влада доколку ќе се формира, така да апсолутно се подразбира дека тука реално во оваа влада многу малку министри имате кои не беа вклучени во тие разговори, барем до сега што ги слушнавме. Што би подразбирало тоа? Политички мораториум на тие министри, забрана за вршење на било каква политичка должност. За тоа говореше и Славчо Димитров. Што ќе се случи ако тие сепак се активираат и низ целиот тој период работат на собствена изборна кампања, кој се повикува на оние пари, богатство кое ќе добиено. Затоа велиме, значи таа преводна влада без тие луѓе ќе го растерети и со нов јавен обвинител, со оние процеси кои треба да се движат во периодот што следува од 9 месеци доколку зависност од кога ќе почне да функционира таа влада. Затоа ние инсистираме на тие 9 месеци како минимум од минимум, за да може да се вклучително и овој извештај на Прибе, значи го на некој начин го нагласува тоа, го индицира тоа, а тоа е дека новиот јавен обвинител ќе мора да отвори процес против сите овие луѓе што се инкриминирани и во бомбите и што за кои има и материјални факти. Апсолутно. Проблемот е дека не вели извештајот новиот јавен обвинител. Не, видите, и кога? Така, затоа не вели точно дека не вели новиот јавен обвинител, меѓутоа ако го читате извештајот со јазикот, да речеме, кој обично го користат дипломатите, ќе видите дека таму треба радикални примени, вклучително и заминување на јавниот обвинител, дури ги спомнува неговите роднински врски со шефот на преку Илиевски, кој е кум на така да и тука, значи апсолутно е пораката тука дека нов јавен обвинител ќе мора да има улогата на тој нов јавен обвинител или екипата која ќе работи, која ќе ги отвори процесите, апсолутно никој не може да им забрани, односно онака како треба, што треба, за да у октомври, во ноември или во декември чукнат во вратата на Никола Груевски, чукнат во вратата на Гордана Јанкуловска, на Сашо Мијалков. Со скрстени раце ќе чекаат целиот тој период да биде чукнато на нивната врата и ништо нема да се преземе. Со скрстени... Во ваков случај во историјата не сум слушнала, може би постои. Јас исто би ги прашал и представниците од Европската комисија дали они слушнале за ваков случај во историјата и дали во нивните земји погледнале така еден ваков случај. Многу сум да бевме нормална држава, кој што требало да биде. Да бевме институциите да беа нормални како што беа. Денеска немаше да разговараме за преводна влада, немаше да преговараме со прво обвинетиот на некој начин Никола Груевски. Овие луѓе уште од првата, втората или третата бомба прво ќе си заминеа, веројатно денеска ќе имаше судски процес кој ќе идеше во тек, кој ќе ги процесираше. Тие бомби, невозможно е да не ги поврзате тие бомби со јавниот обвинител. А затоа ви велам. Вие барате независен јавен обвинител да се повикувате на бомбите, тоа е невозможно. Ма не затоа ти велам, ако бевме нормална држава, јавниот обвинител ако не беше потрчко на Никола Груевски... А немаше да постојат бомби, тоа ви велам. Не,
ме разбирате, да имавме јавен обвинител, да имавме независни медиуми, судство, непартизирано судство, немаше да постојат ни тие бомби конечно. Не, ама еве и да постојат. Да. Ако он беше толку таков како што треба да биде, како јавен обвинител, ќе ги процесираш. Но во договорот со Хан тоа го спомена и Димитров, што се однесува до онаа точка кога ќе бидат изборите. Зошто беше толку клучно, најважното од се да биде договорен датумот на изборите, а претходно да не биде договорено ништо друго, односно она што е најважно. Кои ќе ги спроведуваат сите тие истраги за кои говориме, сите тие препораки, реформи на кои се повикуваат странците? Зошто беше важно да ставите подпис, велам СДСМ, на нешто, на избори? Зошто беше тоа последната точка, најважната всушност? Вака, значи, предпоставувам дека изборите како таков беше една од точките кои најбрзо можеше да се реши. Дента кога беше Хан во Скопје, беше јасна приказната дека човекот не си оди од Скопје без да има барем нешто. Барем да има избори. Барем нешто да има во делот за договор заради позициите на двете страни. Не можеше му биде објаснато на Хан дека тоа е последниот детел за кој треба да се разговара. Вие заборавате дека имаше неколку бомбички за Хан кои што излегоа во меѓувреме. Што очекувате да му се објасни на Хан? Значи, веројатно објаснето му е немо таму на преговорите внатре, пошто ја не сум бил внатре. Но, меѓутоа, самиот факт дека не Хан, било кој да е, доколку се обиде на било каков начин да наштети на она што треба да биде цел на овие преговори, ние Заев го покажа на два пати тоа, со откажување после изјавата на Хан во Вашингтон околу на изборите и околу преговорите во Брисел, каде што Заев остана доследен до принципите на она што сме се за кои што се И зашто Хан рече дека е прилично разочаран. Сите протолкуваа дека мисли на Заев всушност, и на Груевски. Така да Хан во оваа цела приказна, знам дека беше она после тоа сите оние медиумски пишувања околу неговите врски, не знам, бизниси, вамо, тамо. Мислам дека моje лично мислење ова е дека, познавајќи историјата на Европската комисија и процесите што ги воделе едно друго, европски бюрократи не секогаш биле успешни во разрешување на вакви политички, вклучително и на нас. На огромни политички кризи. Вклучително и ние сами, тоест во 2013, нели, сведоци дека она што се договорија као она само тикинг нешто дека е завршено, гледаме до примерот и со Украина, нели, договорија, склучија договор, месец дена после договорот повторно имате борби, повторно имате жртви, така да за жал Европската унија до сега не покажала капацитет. Таа е габаритна, но и трома е во решавање на некои ситуации кои што некогаш и треба побрзо отколку што реално си трошат време луѓе. Во тој контекст неопходни ли се така наречени тешкаши кои би ја привеле оваа криза на крај? Мислам секако на американски преговарачи, оние кои ќе треснат на масата и ќе кажат дека е доста. Па видите, јас искрено не сум експерт во таа област да коментирам, меѓутоа се слагам со аргументите на дел од аналитичарите дека е неопходно влегување на така наречени тешкаши. Хан се покажува до сега недвосмислено дека апсолутно нема капацитет да ја реши оваа криза. Од друга страна, исклучително веќе се корумпира неговата позиција врз основа на податоци и дел од истражувачките новинари кај нас веќе ги извадија, кои што се поврзани со него. Нужно е влегувањето на некој од страна кој што ќе пресече. Зашто тој, кога велам пресече, подразбирам многу конкретен број на работи. Првата работа е дека ние мора тој човек да пресече за да прекинеме да се однесуваме како да сме Ѓорѓе Иванов. Кога велам Ѓорѓе Иванов го употребувам како метафора за немање на допирна точка со реалноста. Вие создавате услови во апсолутно недемократски, исчашени, извртени,
политички услови, создавате услови за демократски избор, односно за демократска смена на оваа влада. На кои создавате услови вие за демократска смена на влада и за избори? На Никола Груевски и бандата околу него? Па ќе ве молам, затоа да кажа, приказката со изборите кои што колку и да е смешен овој рок што е даден од 9 месеци за да се постигне све што треба за да дојде до нормални избори, приказната со изборите е смешна. Тоа е последниот дел од целата приказна. Тогаш на кој начин треба да спроведете и затоа кажа, јавниот обвинител мора подитно да се смене, зашто? За да се спроведе на прво место истрага во која што ќе се решат работите така што ние нема да имаме ситуација во која што им даваме услови за фери демократски избори на банда криминалци и на диктаторска клика. Но во меѓувреме што да се извинам, што да се стори со Груевски и неговите најважни луѓе? Нормално мора подитно да заминат од влада, да се создаде со влегување на тешкаши мора да му се каже на Груевски. Не ме зезете, значи да не се однесуваме дека Европската Унија и дипломатите од страна не знаат да разрешаваат ситуации. Они ако решат, можат многу фино и убрза постапка да разрешат целата ситуација. Имавме ние веќе конфликт кој што на друго ниво беше и сериозен и тогаш многу фино се седнаа луѓе, дојдоа представници и ја решија работата убрза постапка. Колку и да беше тоа тежок и болен процес. Не може Европската Унија да продолжи да глуми дека се паднати од Марс и дека не знаат со кои си имаат работа и што се случува во оваа земја. Нити пак представниците на останатите амбасади, вклучително и американците. Добро, тогаш имаше жртви со бојкотот на 2001, но сега со Комановскиот инцидент се покажа дека има повеќе жртви во оваа војна. Како може да не е споменат инцидентот во Куманово? Што се случува со таа истрага? Ние забораваме, а веќе имате цела серија на индикатори кои што доаѓаат од Косово и така натаму, кои што кажуваат дека истава оваа мафијашко-роднинска клика од УБК е вмешана и има некаква поврзаност со све тоа. Зошто овој инцидент не е ставен на преговарачката маса, да се инсистира да биде и тој разрешен паралелно со останатите случаи? Зашто дали е ставено и дали е разговарано, не знам, немам такви информации, меѓутоа дека од сите страни, да речеме, и од и од лидери од политички партии во Македонија се бара независна истрага како таква, веројатно ќе биде дел од процесот кој што затоа што не можете да очекувате тие што ја предизвикаа таа криза да иницираат нова истрага за да јавноста види уствари што точно тамо се случило, иако мислам горе-доле сите знаеме од информациите од надвор што доаѓа и од она што го имаме внатре како информации за целата приказна околу местењето, околу договарањата, околу сите оние елементи кои за жал заврши со жртви. Да. Добре, јас благодарам што бевте гости. Благодарам.